Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Не знам дали претпоставувате од каде се јавуваме, се наоѓаме во Струмица, каде што пластениците, гледајќи вака од висина, изгледаат како некое езеро или море, но за жал нашите производители вредно работат и немаат време за одмор, така да овие пластеници всушност бараат и многу труд, многу вложување, а се надеваат дека земјоделците сето тоа ќе го валоризираат, а имајќи во предвид кои цени ги имаме на пазарот, се надеваме дека поголемиот дел од тој профит го добиваат токму тие. Тоа ќе говориме во текот на емисијата и зошто сме овдека, но на самиот старт за она што се случува веќе при крај жетвата. Знаеме дека јачменот речиси е завршено, пченицата исто така се жне, некаде како што знаеме имаме веќе завршен и откуп и жетва, но она што ги охрабрува производителите е дека цената се почитува генерално, но има и случаи каде што не се почитува. Така да инспекторите од Државниот земјоделски инспекторат веќе имаат и предвидено и изречено казни за одделни откупувачи. Сите тие информации ги добивме од првиот човек на ресорното министерство, но не е само темата актуелна за жетва. Знаеме дека во оваа сезона, кога е најактуелно во овие жешки денови, секако преовладуваат и други теми кои што за жал некогаш и стихино се решаваат, но еве сега навреме е објавена и откупната цена на винското грозје, што дава оптимизам дека производителите, имајќи во предвид дека ќе имаат и квалитет и квантитет, ќе добијат и многу повеќе средства за разлика од лани. На самиот старт за овие две теми. Останете со нас. Најчесто слушаме дека во Србија во реколтата 2024-2025 година под житни култури биле засејани 152.080 хектари, од кои 70.000 хектари со пченица, за 1.200 хектари повеќе од претходната година. Се очекуваат добри приноси и квалитет, а вкупниот род што ќе се ожне, од кој голем дел е веќе завршен, ќе може да ги задоволи комерцијалните потреби од над 300.000 тони. Но важно е откупната цена да биде примамлива за земјоделците, за да ја продаваат пченицата, а не да ја чуваат за добиточна храна или за сопствени потреби. Во ресорното министерство на 4 јули беше објавена цената од 12 денари за килограм пченица од прва и втора категорија и дополнителни трошоци за транспорт и ДДВ. Оваа година имаме, за разлика од минатата година, зголемување од 2% во делот на површините кои што беа засејани со пченица, односно ожнеани во текот на 2025 година, согласно првичните податоци од науката и од теренските сондажи. Бележиме сериозен раст во делот на просекот кој што ќе биде на државно ниво, тој кој ќе се движи оваа година над 4 тони по хектар, затоа што од една страна земјоделците ги применија сите агротехнички мерки во делот на семејски материјали, прихрана и така натака. Во делот на временските прилики исто беа на страна на производството, со тоа што овие 70.000 хектари кои што ги имаме во евиденцијата како министерство, засејани со пченица, по просекот кој што го очекуваме да биде, кој што споменав, многу поголем од минатите години, ќе добиеме едно производство преку 280 до 300.000 тони на државно ниво, што практично ќе ги задоволи домашните потреби, и ова е еден сериозен факт каде што практично нашите земјоделци, нашата структура можеме да се потрудиме да ги задоволиме нашите потреби. И конечно, Агенцијата за стокови резерви да ги отвори силосите за македонската, а не за увозната пченица. Како влада, со самото преземје на власта, поминавме во една сериозна реформа во делот на полнење на стоковите резерви, затоа што главната забелешка во минатото беше не треба да дозволиме да стоковите резерви се полнат со увозна пченица, него треба домашното производство. На последната владина седница донесовме одлука каде што со 9.000 тони преку Агенцијата за стокови резерви од индивидуалните земјоделци, повторувам, од индивидуалните земјоделци ќе се врши откуп на пченица за потребите на стоковите резерви. Стоковите резерви ќе бидат поделени, односно полнети во повеќе региони на нашата држава. Едно е Битолскиот регион, вториот е Прилепскиот регион,
делот на Овчепалијата, Свети Николе Штип и тој дел, и последниот дел е во делот на Западна Македонија. Практично информиран сум дека од Агенцијата за стокови резерви веќе се бараат или се прави онаа листа на сместувачки капацитети, каде што ќе се сместуваат овие стокови резерви, со тоа што 9000 тони. Планот, односно согласно правилата на полнењето, агенцијата многу скоро ќе изе со повик до сите земјоделци да пријават количини кои што би ги предале во Агенцијата за стокови резерви и нормално би биле однесени на локациите кои што ќе бидат понудени и нормално во една, би рекол, законска рамка од 15 на дена да биде исплатен родот према самите земјоделци. Знаете дека цената која што однесоме на владина седница е 13 денари плюс ДДВ-то ќе биде платено, значи излегува дека над 13 денари ќе добие секој еден корисник кој што ќе однесе потреби. И ова е една првична количина, нормално бидејќи ова по 8 долги години како влада покажуваме сенс дека домашното производство треба да го цениме за домашните потреби. Практично ја разгазевме патеката и формиравме и трасиравме еден пат како во иднина ќе се менаџира со стоковите резерви и веќе од наредната година се размислува и за посериозни количини кои што ќе бидат откупени нормално во една понуда и побарувачка на празнење и полнење стоковите резерви. Околу цената се појавија полемики дали 12 денари за килограм пченица е многу, која на другите надворешни пазари или берзи е пониска. Но и во Србија, од каде најчесто се увезува пченицата, цената не е конечна. Производствените трошоци за 1 хектар изнесувале 920 евра и понудената цена од 24-25 денари го покрива само вложувањето. А каде е добивката или минималната акумулација, се прашуваат и тамошните земјоделци. А Србија не извезва само во Македонија, туку 80% од нивниот род се продава во Италија и Романија. Со глобалните движења и моменталните воени судири не може да се предвидат на тамошните состојби со оваа стратешка култура. И како ќе се движи цената во иднина? За секоја држава најдобро е да се стимулира сопственото производство на житните култури, како што веќе тоа го прави оваа влада, но и да се најде вистинскиот модел на фер однос меѓу производителите и откупувачите, што е целта на ресорното министерство. Како е на терен? Дали се почитува договореното? Инспекторатот беше постојано на терен за неколку од активностите и лично учествував во тие посети кои што ги правевме по откупните центри. Морам да потенцирам кај одреден дел беа воочени отстапувања од она што беше договорено, односно не беше платено согласно квалитетот кој што беше воспоставено, односно утврдено на лице место. Изречени се и санкции. Повеќе детали може да ви соопштат и од земјоделскиот инспекторат, меѓутоа она што беше круцијалната улога на инспекторатот беше контролата на терен. Воочени се некои допрецизирања кои што ќе значат до регулација на делот на откупот на овој стратешки производ, кои што веќе од наредната реколта ќе бидат воведени како новини за да се елиминираат сите можни злоупотреби кои што можеби да се прават во процесот. Интенцијата и заложбата е да биде платено секој еден земјоделски производ согласно квалитетот, само така ќе работиме да го зголемиме и квалитетот и нормално да биде платено согласно истото. И за оризопроизводителите конечно реализација на ветеното. Откуп на оризовата арпа од Агенцијата за стокови резерви. Сакам да потенцирам дека нова владина одлука беше и донесена одлука за набавка на 2400 тони оризова арпа на нашиот познат кочански ориз, исто така за потребите на стоковите резерви. Да напоменам дека тука преку пратениците на предлог на пратеничката група од ВМРО-ДПМН е измена закон стокови резерви и така натака. Значи сите оние потребни процедури ги донесовме за да оваа владина одлука практично набавиме 2400 тони. Истата процедура како и во делот набавката на пченицата ќе се објави повик на сите заинтересирани, бидејќи е новина оризовата арпа да се чува во стоковите резерви. Исто така информиран сум од агенцијата се прават проверки на капацитетите каде што ќе се чува, бидејќи оризовата арпа сака едни посебни услови за да не дојдеме во ситуација да биде подложена на расипување. Очекувам многу скоро и таму да излезе јавниот повик за да се набави оризовата арпа, односно се чува за стоковите резерви. Со таа напомена кај оризот ќе одиме со набавка од реколта 24-та, затоа што знаете за потребите на стокови резерви треба оризовата арпа да има процент на влага кој што е прифатлив за да може да стои. Со оглед дека наредната реколта, односно жетвата ќе дојде негде октомври месец, ќе одиме со обновување на резервите веќе во наредната 26-та година.
Со законот за вино кој се донесе лани, до 15 јули треба да се утврди гарантираната производствена цена на винското грозје по килограм, и тоа за најмалку 2 најзастапени сорти. Пресметката на трошоците за производство на килограм винско грозје на определена површина и соодветниот квалитет, согласно дадената методологија, се предвидува да ја врши високо образована или научна институција од областа на земјоделството. Годинава тоа навреме се направи. Ова жешко лето има континуитет, а сезоната никако не замира, особено во земјоделското производство. Следува она што значи гроздобер, еве навреме вие разговаравте со лозаропроизводителите и со винарниците. Откупните цени дали може да ги повториме и какво е задоволството или незадоволството кај лозаропроизводителите? Министерството за земјоделство во законски предвидениот рок објави повик за избор на научна институција, која што согласно методологијата имаше обврска да изработи производна цена зголемена за 25% како откупна цена за двете најзастапени сорти грозје, тоа е вранецот и смедеревката. Истото беше направено. Паралелно, како Министерство државме серија на состаноци со винарските визби околу евентуалните залихи од претходни години, планот за откуп на винското грозје од реколта 25 година и оние отворени прашања кои што ги дискутиравме нисите состаноци. Согласно методологијата и она што стигна како допис од Земјоделскиот институт како институција која што правеше пресметка на овие две најзастапени сорти, цената која што треба да биде откупна цена за вранецот и смедеревката, за вранецот изнесува 21,30 денари, додека за смедеревката е 18,90. Ова се цени кои што се произведени зголемени за 25%. Тука морам да напоменам дека ова се цени кои што ќе значат за оној стандарден квалитет на винско грозје, смедеревка и вранец. Секое зголемување, односно вредноста на шекерни единици кој што ќе иде нагоре, ќе мора да биде платено од страна винарските визби. Тука морам да напоменам дека некој можеби ќе спомне 24 година, која што по берба беше многу поспецифична од претходните години, затоа што во делот на сушниот период, во делот на зрењето на грозјето и необезбедената вода од тогашниот менеджерски тим на АД Водостопанство и Министерството резултираше да имаме помал рандман на винското грозје и затоа можеби така беше текот на откупот. Оваа година како Министерство максимално се вложивме и мислам дека ги задоволивме оние потребите, основните потреби за донесување на вода до секој еден лозов насад, иако се соочивме со серија на дефицит, затоа што сведоци бевме дека во изминатите години немаше доволни инвестиции во овој сектор, меѓутоа со навремена реакција ги саниравме сите тие отворени проблеми и прашања и очекуваме оваа година да биде зголемена најмалку за 25 до 30% по квантитет од претходната, односно очекуваме некаде над 100 милиони килограми, што е еден сериозен прогрес во делот на оваа гранка. Ако се земе дека новите цени кои што се истакнати се повисоки од ланските, можеби некој ќе спомене дека се тоа минимални зголемувања, меѓутоа каде го гледаме успехот. Ако не имаме повисоки откупни цени од 2024 година, со зголемен принос по единица, ние практично ќе имаме повеќе пари кои што ќе останат кај лозарите. Се надевам дека во наредните години со уште поголема заложба ваквата разлика помеѓу производна и продажна, односно зголемен квантитет ќе биде на прилог на лозарите. Ние како влада, како министерство ќе работиме неминовно да има уште поголем успех. Да очекуваме дека годинашниот врот од над 100.000 милиони килограми грозје ќе се собере навреме, без застој, проблеми и да има поволни временски услови. Цената ќе биде многу подобра кога ќе има квалитет на грозјето, зашто лозарите најмногу се трудат да го добијат. Велат се ќе се знае за време на гроздоберот и повторно реагираа дека и оваа цена е далеку од вистинската вредност. А таа со години наназад не се вреднува, со што директно се влијае врз бројот на лозарите. За празникот Свети Трифун дополнителни директни плаќања беа исплатени на 11.682 лица, значи на тие што го предале грозјето на откуп. Секако ова не е конечна бројка, има се повеќе семејни винари, но е далеку од некогашната кога имаше и над 40.000 лозаропроизводители. Емисијата Аграр настојува да покаже многу позитивни примери кои што и постојат реално на терен. Еве се наоѓаме во пепелиште, каде семејството
Златковиќ работат сите сложно на нешто што представува семејна традиција која што трае 30 години. Но не се задржуваат само на она што го имале досега, туку одат напред во современување, модернизација, како на пример во оној дел на усовршување на производство на расад, на разни градинарски култури и каде што има веќе нов пластеник, односно оранжерија, со се она што значи современо производство, а во моментов најактуелно е пласманот на бостанот, на дињите, а секако следуваат и другите култури. Позитивен пример кој што треба да се ослика на секаде низ Македонија. Успешната приказна на ова семејство се создавала со години наназад, уште од 1991 година. Најпрвен родителите, а потоа и двајцата синови, заедно со сопругите, создаваат една визија, онака како што се работи во останатите развиени аграрни земји. Нашето семејство се занимава од кога што знам со земјоделие и главна екзистенција му е земјоделието. Во 1991 нашите родители основаат фирмата и секоја година се додаваме нови производи и си ги зголемуваме нашите површини. Значи, ние обработуваме веќе повеќе од 150 хектари на земја, во главно градинарски култури, лубеница, диња, тиква, домат. Исто така имаме вински гројзиња и сега новите насади што ни се со орев чендлер. Со текот на времето, значи нашите родители имаат купувано површини, исто и ние сега кога продолжуваме и имаме исто така земано повеќе од половина е земјишто под концесија. Се наоѓаме во село Пепелиште на една од нашите површини која е со површина од 25 хектари. На неја е насадена орев чендле и како втора култура има садено лубеница и диња. Околу 40 дена од семка до садник. И подоцна го расадуваме на трајното место. Зависи кои сорти, зависи сите сорти е различно, например, 70, 90 дена, зависи од сортата и од типот на растение. За родот и за цената е уште рано да се каже, пошто на крај од годината, ние од сезоната правиме средна просечна цена да видиме со која цена сме продавале, има цело време цената променлива. Количините исто во моментот се добри, болести нема ради времето што е суво, така да ни оде во прилог. Лубениците за тоа се многу благи. Сонце, вода, земја. Семеен бизнис, каде што се обрнува внимание на секој сегмент, а најважно е љубовта кон производството на храна, да се пренесе на потомството. Леле, најубава лубеница што сум видел. Со нашата фамилија. Сите заедно работиме. Имаме повеќе производи. Например, од лубеницата имаме без семена, семена, имаме жолта, имаме долга лубеница. Од дињите имаме руски ананас, галилеа и канталуп. Исто така и од тиквите произведуваме повеќе сорти. Например, оваа година имаме тиквата батар. Имаме округли, имаме долги, зависно од критериите. Па сега за сега е добро, ќе видиме понатаму. Не е ништо лесно, али не е ни толку тешко. Каде има простор за работа, сега да сме вклучени. Воглавно, оваа година го продаваме на македонскиот пазар, во македонските маркети поголеми, да речеме. Некаде носиме директно роба, некаде индиректно преку други добавувачи. Цената беше 18 денари почетно, сега моменталната е околу 12 и пак ќе кажеме променлива секој ден. Механизацијата е основата, а и земјата и водата се клучни за да се извади добра реколта. Секако и временските услови. Пред се треба да има многу сончеви денови, да има чиста вода и другото само ќе дојде. Многу работа. Имаме ние тука канал и исто така имаме на дел од површините наши искупи од бунар, каде ќе користиме. Да. Сите површини, се што произведуваме се на систем капка,
Веќе монтираме по 2 црева капки, ради тоа што се екстремни температурите и не му стига едно црево. Тековно се лубеница, диња, тиква. Тиквата веќе е спремна, може да се почне. Значи, ние садиме на различни етапи, не ресадуваме наеднаш, за да бидеме присутни повеќе време на пазарот. Со сигурност ќе се добие квалитет, бидејќи целокупниот процес се контролира од семка до готов производ, до пласман. Производството на расад за сите култури, меѓу кои за бостанот, го произведуваат самите тие, уште кога почнувале и родителите. За да го олеснат производството, вложиле во модерен пластеник, односно оранжерија, каде што автоматски се регулираат амбиенталните услови. Ние сме производители моментално на расад. Ова е долгогодишна традиција која трае повеќе од 30 години, фамилиарен бизнис, во кој што се прават расади најмногу за домат, бостан, диња. Од оваа година сме модернизирани од страна на оранжериски насад, кој што моментално е насаден со зелка. Произведуваме расад во услови на помодернистички и дигитализиран систем, каде што имаме наводнување, оростувачи во услови на овие жештини, бидејќи расадот не може да се одржи на тие пеколни температури. На овој начин е полесно одржувањето и работата се олеснува. Се сади во касетка, од семка па до коренче, до расад. Секој семче се оди во посебна касетка. Површината на оваа оранжерија е 1 декар. Моментално во овој турниз се 500.000 растенија, коренчиња. Во првиот турниз расадот беше наменет за нас, бостан, дињи и домати. Тие веќе е насаден на плантажите и почнате со берба. Дигитализацијата ја осознаваат и сега веќе произведуваат расад не само за нив, туку и за останатите, регистрирајќи се и за оваа дејност. Од оваа година имаме аплицирано за субвенционирање на расад, првично за сопствено, а сега произведуваме и за други, каде што правиме готов расад за да може директно да си го посадат на нивните ниви. Со модернизацијата се добива и поголема ефикасност. Постојано се внесуваат иновации од нива до пласман. Планот во иднина ние сега, значи, класично производство на расад од семка го работиме и сега со новиот тип на оранжерија, со дигитализирана, со регулирани услови, ние се олесни многу работата. Пошто ги регулираме условите, немаме проблем со никакви болести. Значи, таму не користиме никакви заштитни средства, а произведуваме висококвалитетен расад. Наредно што сакаме и сега експериментираме е калемењето. Значи, во Македонија сме купувале предходно од, нели, да речеме, калемари, но тие се на лејка. Сега имаме неколку опити каде што се на одредени типови на тиква се калемат и се плодовите повкусни и ги имат, да речеме, поголем број. Во 2022 година Organico by Travel започнува со органско производство, пакување и дистрибуција, градејќи го својот бренд. Тука оваа површина е сертифицирана органска. Сега пред една недела правевме и во Велтија анализи, значи сите плодови не излезија дека немат ни еден резоид. Ако условите дозволуваат, како што се, да речеме, сува клима, кога не е врнежливо, значи е многу лесно да не е толку тешко да се произведува органско. Се зависи од климата како ќе биде. Се произведуваат големи количини свежа и квалитетна храна, уникатна по видовите и сортиментот. И за нив нема проблем во пласманот. Ова година очекуваме некаде околу 2000-3000 тони да набериме роба. Здравје. Ние генерално користиме комората само за да ги разладиме, пошто имаме екстремно жешки температури тука до 45-6 степени, поради ако не ја ставиме во регулирана температура, самата роба многу кратко трае. Па сега е добро. Идеи за во иднина постојат, а и реализацијата ќе биде, како и се она што досега го направиле семејството Златковиќ. Јас имам еден брат, нашите родители, нашите деца, нашите сопруги. Сите сме како еден тим поголем и мислам дека
сме една успешна приказка. Конкретно тука ние имаме добиено за садниците, за платното, за агротекстилот, за системот за наводнување, помош, ладилникот, тие ни се собствени средства, панелите што ги користиме за од буштините за вода што ни се за помпите, исто и тие ни се од собствени средства. Али имаме искористено и приклучни машини, трактори имаме земено и приколки. Користиме субвенции за сите површини што ги обработуваме, аплицираме и до сега не сме имале проблем. Кога се работи осмислено, темелно, сложно и професионално, може да се успе. Не секогаш се зависи од државата. Туку потребно е... Не е секој пат од државата да бараме нешто, туку треба и младите да се вклучат, да бидат активни. Последните неколку години градинарските производи имат добри цени. Значи во минатото и грозијето и имале многу лоши цени, но сега неколку години имаме солидни цени, променливи, али ако земиме, пошто ние произведуваме цела сезона на роба, средна просечна цена е задоволителна. Со тие цени може да растиме и да напредуваме напред. Ако се сака, се може. Државата треба да ги создава условите, да потикнува развој, да помага, но сепак се е индивидуално, како што е во овој случај, со семејната истрајност и визионерството за тоа што ќе се бара во иднина, има успех. Овие млади луѓе ја разбрале суштинската потреба на човекот, а тоа е да се произведува храна. Цената последниве години расте, зависно од вложувањата, но и од климатските промени. А кога се има повеќе количини, може да се опстане. Задоволни се Нена, Цеце, Дарко, Сонја, децата, а се чини најмногу родителите, кои што ја започнале оваа приказна. Нивните деца се тука, а голем успех е што им ја вградиле љубовта кон земјата, која веруваме ќе продолжи и кај најмладите. Работите полека се средуваат според првиот човек на Министерството, но и она што го имаме ние веќе видено на терен. Дел од производите се задоволни со исплатата на субвенцијата и со она што го добиваат како зелена нафта, во односи на премијата за млеко, кое што навреме веќе се исплаќа, и се она што се вложува во примарното производство, но секако треба да се разбират и другите сегменти, особено финализацијата, односно се добијат производи со дополнителна дејност. Во еден дел од она што значи дополнителна дејност е суровината куртовска капија, познатата ајварка, која што досега е извезена, значи до овој период, од почетокот на годината, односно поточно од мај, кога почна да се бере, 5000 тони. Квалитетна куртовска капија, која што се преработува за жал или пак за свежа консумација, се користи на надворешните пазари. Но како да се реши прашањето на договорното производство помеѓу производителите и преработувачите? Токму таа клучна улога во таа симбиоза се вградува и ресорното министерство, за да се најде заеднички јазик и да имаме многу повеќе производство на ова многу важна култура, не само за преработувачката индустрија, рековме исто така ја користиме и како во секојдневната исхрана. Досега се претпоставува дека ќе имаме негдека 50 до 60 илјади тони, зависно од регионите, негде ќе има помалце, негде повеќе. Знаеме дека освен Струмичкиот регион, каде што повеќе се одгледува во пластеници наместо на отворено, тука предначи Пелагонискиот регион, заедно и Битола и Прилепну, ја има и во Радовишкиот регион. Клучно прашање е која ќе биде цената. Годинава ќе има за 15% повисока цена. Односно, прва класа ќе се откупува по 45 денари и согласно на тоа ќе видите кои се другите цени, вкупно 4 класи. Земјоделците начелно се задоволни, преработувачите апелираат исто така во однос на оној шпиц, кога се откупува најмногу пиперка, да се внимава, да нема многу хиперпродукција, за да може и фабриката да работи, преработувачите да работат, но исто така има ветување и од нивна страна дека овие цени ќе се почитуваат, односно нема да се намалуваат. Со тоа веруваме дека и производителите ќе бидат задоволни. И ако само да споменеме, она извозна цена на куртовската капија од мај до сега изнесуваше и до 90 денари, па и на нашите пазари беше таа цена, а и сега во моментов имаме повторно извоз
Од 55 денари откупна цена се повеќе се пробиваат овие производи на надворешниот пазар, но и нам ни се потребни, нам и на потрошувачите секако за да ја подготвиме соодветната зимница. Се надеваме дека сепак ќе се охрабрат и другите производители да и младите многу повеќе се вклучат во ова производство, бидејќи како што знаеме, возрастната структура се повеќе се зголемува и ова клучна, како што реков, култура ќе има многу повеќе, бидејќи гледаме дека последниве години навистина има солидна цена. На оваа тема ние бевме во Струмица да видиме што разговара преработувачите и земјоделците, што се договорија и дали тоа ќе се испочитува, секако зависи од самите нив, но исто така и од производителите. Еден апел да тие што го предаваат родот да биде класифицирано според потребите. Од Министерството најавија дека ќе има помош и за производителите, и за преработувачите, и откупувачите, односно да во овој синџир на производство клучно е да има и калибратор за да се одреди точно која е прва, која е втора класа и така натаму. Македонските производи се вредни и во преработувачката индустрија, во она што значи финализација и многу повеќе девизен прилив и за нашата држава, а и профит за земјоделците. На работниот состанок на министерот Трипуновски со дел од градинарите, откупувачите и представниците од козерната индустрија се говореше за престојната реколта на црвената пиперка, ајварка, која во пластениците веќе се бере од мај. Се донесе заклучок за висината на откупните цени. Она што денеска на состанокот се договори практично се цените по класи кои што ќе бидат понудени. За првата класа 45 денари, за прва, втора класа 35, за втората 20 и за третата 15 денари за килограм. Ова се почетните цени со кои што ќе почне откупот на пиперката и ќе трае во текот на откупот. Со овие цени сметаме дека земјоделците ќе бидат задоволни и ќе бидат мотивирани за следните години да ги зачуват и да ги зголемат површините со куртова капија. Очекуваме подобар квалитет, очекуваме реален откуп и реално класирање на куртовата капија. Овие се почетни цени, а како ќе биде понатаму, ние ќе се трудиме да ги задржиме до крај. Сега слушаме извозна цена и од 50 денари, и од 55 денари на пиперка. Да, тоа е извозна цена. Индустријата не може да се носи со таа цена и таа не може да ја прифаќа. Таа е друга класа на пиперка. Нашата е ова прва, втора, 35 денари, главната класа. Колку производителите се задоволни од постигнатото? Земјоделците ја поддржаа, се согласуваат со цената истакната од страна на преработвачкиот капацитет, кој од минатогодишната реколтка е со 15% повисока. Од лани беше 40 денари, сега ние 45. Значи тие се некаде околу 13 до 15% поголема цена од минатогодишната и да не забраваме дека 2025 година реколта предадени во преработвачкиот капацитет е плюс уште 1 динар поголема. Лани беше 3, сега е 4 динари. Ќе биде за оваа година. Значи, на некој начин градинарскиот сектор и преработвачите и Министерството за земјоделие обраќајќи внимание на земјоделците како предадено во преработвачкиот капацитет кој се зголемува и тука. Значи, сето тоа кога ќе го сумираме како земјоделци, сме како едно партнер или една алка во целосен џир. Арно и друго би сакал малце да апелирам до земјоделците кои ќе ја продават робата на откупните дистрибутивни центри, кои ќе од за во фабрика, да си внимават во класирањето. Оти таму на лице место ќе биде одредена класта од страна на откупниот пункт, за да може да дојде до заеднички јазик и да биде како што треба и да не бидат преработвачите оштетени ни па земјоделците. Во Струмечкиот регион тоа што е на отворено производство, за жал немаме поголем принос ни па со задоволителен квалитет. А подпластеничкото производство е со добар квалитет. Одличен, јас би сакал да кажам. Се отворија многу дискусии. Како да се зајакне довербата? Дали вие воопшто помислувате на авансирање и на едни подолгорочни
кооперативни односи со производителите, дали воопшто авансирате во производството и да имате сигурност дека од тој земјоделец, од тие кооперанти ќе имате таа количина, за да може да се почитува взаемно договорот и да нема манипулации производителот да го дадат производството на друго место. Да, ние имаме стабилни наши партнери откупувачи, кои тоа они си го регулираат и довербата е главниот фактор во производството. Имајќи ги во предвид минатогодишните искуства, кои проблеми може да се случат? За разлика од претходните години каде што треба да влечеме една полука, да бербата биде во едно договорено производство, односно договорена берба со откупувачите и со фабрикантите, за да не се соочиме со зголемена количина на берба во текот на денот, односно во текот на неделата, за да имаме застој во делот на откупот, како што беше и во минатата година. Сакам да апелирам и да дадам еден повик до земјоделците да не брзат со бербите. Целата реколта ќе биде откупена во ова 25-та година. Потенцирам дека најмногу во периодот од 1 до 20 септември да пристапат на договорено берење на нивните берби на куртовата капија. Производството некаде околу 6-65 милиони килограми ќе биде. Од овие цени и од правилниот откуп и од класирањето на истата пиперка очекуваме дека ќе бидеме задоволни и ние и земјоделците на крајот. Како да се стимулираат производителите, заеднички со преработувачите и откупувачите, да работат во добивање на многу повеќе преработени производи, а не да се продаваат пиперките како суровина, брендирани во финален странски производ. Со измените или новиот закон за земјоделство и рурален развој, кој се очекува да почне да се имплементира од наредната година, ќе се прецизираат многу прашања. А најважно е да се елиминира несигурноста и стихијноста за сите страни, вклучени во производството. Навистина актуелна тема за која што се говори особено во овој летен период на оваа жестина и високи температури, а водата е спас. Но треба секогаш да се говори за системите за наводнување, бидејќи она што го имаме од минатиот век треба и да се реконструира и да се поправи, но можеби и да се направи една идна визија за да може да се користат сите води од од дождот, од снегот, од протечните води од реките, за да имаме постојано вода и да немаме вакви случаи како што сега во моментот се соочуваат многу земјоделци. Каналската мрежа која што доаѓа од Калиманци, конкретно овде сме на десниот канал, гледаме дека има вода, значи потврдено е, но мора да се работи на рестрикциите за да имаат подеднакво сите вода. Оваа каналска мрежа е 95 километри, отприлика офаќа значи многу општини, многу села, многу земјоделци. Некогаш не може да бидат задоволни сите, но мора и да се апелира на она што значи рационална искористеност и да се размислува и за другиот земјоделец што следува во оваа каналска мрежа. Знаеме дека има и казни за оние кои што и несовесно ја користат водата, ја злоупотребуваат или едноставно ја крадат. Можеме и тие зборови да ги употребиме. Но се работи во секој случај да се обслужат сите подеднакво. Она што во моментов сега се наводнува, се знае. Тука се пченките, луцерката, фуражните култури, лозјето, овошните насади веќе знаеме дека е собрано овошето, имаше измрзнување, но и за нив треба вода, за да не дојде до нивно сушење. Во секој случај водата е спас. Мачно е да се носат големите цевки за наводнување, да се наместат, потоа да се чека водата, па нема притисок, комшијата или некој пред тебе ја потрошил водата, а најлошо е кога ќе се види како неконтролирано тече по патот или по доловите. Има проблеми од наводнувањето, многу лошо е системот, главен е на распад, више распаѓа се, а исто навака на кај Балванско поле што се пуштат водата и таму е више распад, значи системот ни е 50 години и 5, водари нема, водаро ни оде у пензија, па го викнаме и нема кој да работи, верувате. И ние сами се мачеме и не знам, многу лошо, многу лошо.
Секој трче да наваде, секој гледа да изваде едно парче леп, не се лутам за тоа, сите сме така, ама водата не стига баш како што треба. Почнеме да се расправаме ден со ден. Секој ден што сме заедно, почнеме да јадеме. Од една глава вадеме два тројца, он ставил, чекај ја додека не навадам, он додека наваде, сопратни водата и па проблем. И многу голем проблем. Тај мора да се реши почитно, државата треба да го реши. Дали ќе се даде на прифатно големиот систем да се прави почитно треба. Тоа е од Кочани до Овче поле обавезно треба. Со цевки наводнуваме, со топчиња поставиме и те така се наводнуваат. Со години тај има и топови, има и црева некој, ама со топчиња најдобро утип поможе да врте. Ви се мачите цивките да ги товарите? Па ги носиме, голема мак, работници, нема, сами и така. Како се во цевките да се колку си да правите до сега? Па сега моментално 2 направиме, сега е 5-тиот, ако го наводиме ќе има и трета, ако не, тешка работа. Прво и 5 прави? Да, трудиме се и 5 да направиме, ама дали ќе има, не знам. Тешка работа. Мора храна за Ма храна обавезно, ете гледате, они јадат, они не те питат. Дали треба, дали не треба, они сакат храна. И тоа е тоа. И мислам сите фармери се очуват со тоа. И луцерката рипнацијаната више 15 денара воде, кило. Значи го една бала колку има? Па овие се некаде 250 кила бали, топките, значи више вие одат по 13, 14, 15 динара. Нема. Една бала доаѓа колку има? Па 50 евра. Една бала 50? Од овие големите. Мислам топчиве, а оние малите, значи тие одат и поскапо душ. Со лична наша и од државата што имаме земана, некаде околу 25 хектара имаме земја. Обработуваме тука е луцерка, јачмен, пшеница, моморуска, тоа се сее. Вичино за стоката се е. Лично се купи балирачка, на тракторот за товарање, истоварање, се. Тоа е лично мој купено. Во е јачмено, ваа годишен, тука е складирано за зимување, за стоката, за кравите. Јачмено, 9,5 динаро го откупуваат трговците и тоа е многу ниска цена. До кога ќе се оде вака, не знам и ја не сум свесен. Преку годината се движеше зимото и до 15 и 16 динара доваеше. Јачмено ова година има некаде од 350 до 400 кила кај мене. Добре, пшеницата и она се тука движе, малку може 3,5 се зависи. Оне ше не сам ожнал, неа имам дел ожнато, дел не е. Очекуваме денес или утре треба комбајно да ожнееме и тоа и неа ќе оставиме. Туку државата 12 динара, идеш таму 10-11. Трговците не почитуваат тоа. Искам да чувам за или за стоката или ќе видиме натаму. Дополнително, голем терет е да се има и фарма. Со двата сина чуваме околу 30 крави. Мислам 22-3 мозни, јуници, бичиња, така да до 30 имаме моментално. Ја утичувам си јуници наши, така да поздрави се, а тие увозните не се баш кој што треба, многу е жешко и има проблеми кај нас, има до смртност се јавува, голема смртност и тоа е тоа. Кај нас ја оставам си од мојот домацлак по 5-6 јуници секоја година и така да треба јуниците кај нас што оставаме да не финансираат државата. Колку што им финансира, што ги купуваат тоа. Сега малку е жешко, точно е, намалува се млекото. Се со машини, се се музе. Хигиена нормално е. Самата гледате како е, значи видете. Моментално се движеме тука сега од 10 до 12 тона месечно. Така да, тука се движеме. Може да паднеме, ама може и качеме некој пат. Тука сме моментално. Чудна е пазарната математика кај млекарниците. Колкава е откупната цена на млекото? Па цените моментално со млекото се движат од 28 до 33-4 динара према количината на млекото. Кај мене се е малку поголема, и давам поголема количина, движи се од 33 до 32 динара. Имаше осцилации? Па има, да, моментално цената, сите млекари спуштија по 1 динар. Да, спуштија сите млекари по 1 динар, зашо е тоа така и ние не сме свесни. И ја намалија, да. Премијата качија ни 6 динара, сега земаа ни млекарите по 1 динар па. Ама на
За таму да. Младите сакат некои да направат убави фарми, али проблемот е ИПАР дава, ама и не дава. Така да, аз со собствени пари да направя собствена фарма, најмалку 200-300 илјади евра ќе те кошта и неќат младите никој да се нафани. Тоа е многу пари моментално. Ентузијазам и желба да се произведува храна, млеко има целата фамилија, вели Ѓорѓи. И двајцата синови и сопругата се вклучени во работата, но чувствуваат замор. Не од работата во шталата или нивите, туку од администрацијата и неможноста да ја легализираат фармата. Сакаат да градат нова, но ИПАР програмата е недостапна, поради тоа што ги немаат потребните документи. Несредени документи, не е легализирано, нема фармите дека да ги направат, општините немат, не дозволуваат секаде и така. Во они се фарми по 30 години што ги имаме више од старите, од татко ми, од дедо ми и така. Јас сум фармер Ѓорѓ, доел сам, дето ми изел, он ме искал така, значи и он е регистриран, значи се си плаќаме што треба. Во што го гледат и механизација, се сам лично ја купил со старите, со татко ми, дедо ми и нова механизација имам си купено ја лично. Немам ништо од државата до сега добиено. Се документи исправни, дојдат кажат, писмо довиеме, средства не достигат. Зашо не достигат, не знам. Кај правите фармери не се дават. Дава се. Сега пак конкурираме, па со Господ напред. Се надеваме. Ја лично за трактор, дето конкурира за приколица, косачка, обраќачка, тоа што ни треба. Тоа ни највеќе треба. Тоа ми више 30 години у срце. Пораката е да не ја напаѓаме се државата, да ги зачуват младите, значи да и дадат големи подобри услови за да останат тука. Иначе, ете, идат до Германија, поработат, дојдат и вика ја пуави пари зијам у Германија, него ли тука. Ја едениот син беше, врна се и вика одеднаш вака ако биде, ја му викам дојди, зашо овај капитал го направиме тука, ама мака е, голема мака е. Моментално, благодарение на оваа власт сега моментално што дојде, исплатини доста субвенции за млеко, за доста и за земјата, за се ни исплати, така да видиме некој берекет и ние. После толку години ја да работи. Значи, треба исплаќањето да биде што повеќе побрзо. А ние чекаме за млеко по 2 години, верувате ли? По 2 години. Некој умре, кој ги земе парите, Господ на помоште. Друг ги земе. Те тоа се случуваше и за тоа се продадеа у општина Карвенци доста крави, многу крави. Тука излаваше многу млеко, сега е многу малку. Добивме зелена нафта, добиме, значи се тоа на време дадеа и така добро беше. Ја за тоа кажувам така да малку ни дадеа па напор за работа. Да ги зачуваме тука што се, а тие да се врнат у неразвиени, значи да му даеме тука, ете куќа да направи, тука да наоде, значи тука што се тие, а тие што ќе се врнат, не знам дали ќе се врнат, многу тешко. Може некој да се врне, ама тоа е многу ретко. Во многу кошта пари и многу работа. Значи во е више, они ја знаат работата, за да го зачуваме тука, треба да му се даат доста работа. Убаво би било и за нив, а и за нас, младите да останат на село, да им се овозможи да се занимаваат со земјоделство, да ја продолжат традицијата, но и да направат нова современа штала и што повеќе да имаме квалитетно македонско млеко. Со оваа прекрасна слика која што ја снимивме во непосредна близина на Банско, оваа прекрасна шума која што гледате зад мене, сакам да ви посочам само дека многу повеќе треба да ги откриеме убавините на Македонија и не само да ги откриваме и да уживаме, но и да ги зачуваме, бидејќи она што се случува со пожарите е навистина повеќе од катастрофално. Тоа богатство што го имаме треба да го чуваме за идните генерации, бидејќи шумата многу значи и повторно апел и до земјоделците, знаеме дека тие се послушни и дека внимаваат на тоа да не ги палат срништата, веднаш после жетва ораат, но секогаш постојат инциденти и да се внимава на она што го имаме како природно богатство, не само за, како што реков, во шумарството, но и секупниот биодиверзитет кој што постои.
А во делот и на земјоделството имаме што многу повеќе и да понудиме, да веруваме дека тој развој кој што веќе започнат и понатаму ќе продолжи, но и дека младите ќе се вратат во руралните средини. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје. Се гледаме само за 7 дена. Ви благодарам за вниманието.